Здрава, дички! Добре дојдовте на Дома со Леа. Доколку првпат ме гледате, моето име е Леа, а ова е првиот YouTube канал за мамички на македонски. Притиснете subscribe за да се гледаме секој понеделник. Денес повторно имаме гостинка на Дома со Леа, уште една жена, мајка и предприемачка. Здраво, јас сум Ирена и сум мајка на две дечиња. Мојот син Никита има 5 години, а кркичката Вера има 8 месеци. Ирена, ти си страствен предприемач. Ја основа компанијата Букет Среќа додека беше на породилно отсуство. Кога Вера имаше само 2 месеци, поради тоа што бев на породилно отсуство, сватив дека ми треба нешто малку повеќе за да си го исполнам времето кое што го поминувам дома. И поради тоа што две деца беа малку, решив да почнам да правам букети кои што се јадат, кои што ми беа нешто ново, нешто интересно и кои што сакав да го пробам. За многу кратко време сватив дека тоа е нешто што го нема никаде на нашиот пазар, што го нема не само во Македонија, туку и на Балканот. И сватив дека тоа е нешто за кое што луѓето би биле заинтересирани и така решив да почнам собствен бизнис. Кажи ни што е Букет Среќа, кои се твоите производи и за кого се? Букет Среќа се букети кои што се направени од овоше зеленчук или пак од чоколади, каде што сите компоненти од букетот може да се изедат. Тоа се букети кои што се наменети за триумфално врачување, кои што се наменети да предизвикаат бурни емоции, кои што се наменети да ги направат луѓето среќни и од тука и името дека е Букет Среќа. Идејата е уникатна, но по првите букети кои Ирена ги спреми за синот Никита, свати дека чистата идеја не е доволна. Туку, како и кај секој успешен потфат, треба многу труд, посветеност и отвореност за учење. Овие сваќања ја однесува Ирена на едно подолго истражување, при што успешно заврши неколку онлайн курсеви, беше на курс во Русија, кај жената која го има измислено концептот на јадливи букети, и за сето ова време ја надградуваше мотивацијата. Почнав да истражувам како букетите кои што ги радуваат сите деца да станат малку поздрави, како би го натерала моето синче да јаде малку поздрава храна. Така најдов на девојка во Русија, која што има измислена технологија како да се составуваат букети од овош и од зеленчук, при тоа сите состојки да останат јадливи. Дека траеше првата обука, сите букети кои што ги правев, ги подарував на мои блиски луѓе, само за да ја видам нивната реакција, да видам дали ќе има заинтересираност, да видам дали ми се допаѓаат на луѓето или не. Едноставно правев свој вид на истражување на пазарот. Градењето собствен бизнис, имајќи две деца од кои што едното е бебе, не е воопшто лесен процес. Реакциите на луѓето кои што ги добиваа букетите за време на обуката, беа она што ме поттикна да размислувам за отварање на собствен бизнис и да ги гледам букетите не само како хоби, туку како нешто од кое што би можела да се изгради кариера понатаму. А што беше клучно за успехот на Букет Среќа во една ваква хаотична ситуација? Она што е многу важно според мене е доколку се решите да отварате собствен бизнис или да работите за време на вашето породилно отсуство е да се најде балансот, да се вклопат потребите на вашето семејство и на вашите деца на прво место со потребите кои што ги има вашиот бизнис и вашата работа. Јас имав среќа да тоа некако биде убаво избалансирано и јас за сите тие 6 месеци да не усетам терет, да не усетам дека децата ми се запоставени или да не усетам дека работата ми трпи заради тоа што децата имаат поголема потреба од вниманието, од моето внимание. Се разбира дека размислував за тоа дека имам многу мало бебе, знаев дека ќе биде тоа тешко, меѓутоа со безрезервната поддршка од мојот сопруг и од моите блиски, сватив дека би можела тоа никако да го направам. Но кога знаете дека правите нешто што го сакате, кога знаете дека правите нешто за себе најпрво, што вас бе прави среќен, а нешто што понатаму ќе можете да им го ставите на своите деца, тоа дава дополнителен мотив за да работите напорно и да не се чувствувате уморни кога станувате да доите 3-4 пати во текот на ноќта и станувате сабајлето да правите букети цел ден поради тоа што имате нарачки. Јас не би можела тоа да го направам без поддршката која што имав од мојот сопруг,
кој што со денови со ноќи чуваше децата, додека јас ја поминував во буката, додека ги правев моите домашни задачи, додека го правев целото истражување, додека трчав за сите документи. Кога нешто се сака, кога за нешто има голема желба, кога што имав јас за да ги направам многите срекни со моите букети, нештата некако знаат самите да се наредат. Можам да кажам дека сум среќна што имам деца кои што се релативно доста мирни и од кои што ми даваат доволно време за да го изработам оно што треба да го изработам. Ти најпрво работеше од дома. Што значи тоа кога има бебе во домот? На почетокот работев од дома и тоа беше забавно, поради тоа што моите деца можеа да гледаат процесот на работа. Нивните играчки беа заменети со јаболки, портокали, мандарини или било што работа во тој момент. И покрај тоа што големиот батко ни оди во градинка, Вера се уште работи со мене. Односно доаѓа со мене на работа секој ден во работилница. Наоѓаме занимации за низам, го правиме распоредот да биде таков за во периодите кога, например, таа треба да спие или да јаде и јас да бидам слободна и апсолутно немаме никаков проблем со тоа. Она што ме движеше беше насмивката на моите деца и чувството на самоисполнетост. Чувството на кога си задоволен од она што го работиш, кога знаеш дека се движиш во вистинската насока. Што би им порачала на новите мајки, кои можеби, како ти и јас, имаат потреба од една нова задача што ќе им помогне да се сосредоточат и да се чувствуваат исполнети во сиот хаос кој што мајчинството може да го донесе на едно лично ниво? Во мојот случај, породилното отсуство и раѓањето на мојата ќерка, беа она кое што ми даде доволен мотив, што ми даде доволно време за да можам да изградам нешто што ќе ме прави мене срекна, нешто што ќе направи да се чувствувам задоволно и исполнето покрај моите деца. И она што би сакала да го кажам за сите нови мајки е дека породилното отсуство исто така може да биде време каде што вие може да работите, дека времето посветено на себе е она што е од есенцијална важност за вашите деца. Сите нови мајки би сакала да им кажам доколку имате било каква идеја, доколку сакате нешто да почнете, без разлика дали тоа ќе биде бизнис за време на вашето породилно отсуство или едноставно сакате да пробате некој ново хоби, да пробате, не знам, некој нов спорт, да го направите, поради тоа што децата чувствуваат како се чувствуваат нивните мајки и доколку сте вие срекни и исполнети, тоа ќе се пренесе на вашите деца. За крај, кажи ни како можеме да си нарачаме букет среќа? Букетите што се јадат може да ги нарачате преку нашите официјални Facebook и Instagram страни, односно Букет среќа можете да ги најдете на социјалните мрежи или на info@buketsreќa.mk. И за сите оние кои што го гледаат овој влог, ќе ми биде задоволство да го решите да правите нарачка за некој од нашите букети, доколку го искористите промокодот Дома со Леа, ќе добиете 10% попуст на било кој букет. За сите кои го гледаат ова видео, Ирина дава 10% попуст на секој нарачан букет од 10 март до 10 април. Побрзете!